Здраво, денеска сме по четвртиот пат ве замарам психички за првата публикација на Скала магазин. Имам кажам некои непријатни коментари за ако не ја читате, ама сега ќе кажам вака од тоа што го читам на брзинка. Од тоа што ја гледам. Од тоа што читам на брзинка. Само да кажам дека вашите многу ќе ве сакаат и конечно ќе добиеш почит од таткот и мајка ти што ја заслужуваш ако екшели седнеш и да купиш Скала магазин. Парк Шема, сезона 2, епизода 4, мислам дека. О, сега ти го кажа, затоа ме закочи матер ти. Наш гостин Дина Ешари. Македонската Били Айлиш. Не знам, обично имав ми Lightning Round, знаеш, ама нема некои прашања сега. Имаш нешто? Lightning Round? Да, не знам. Најслушани артисти сега, освен албуми што да ги прати. Освен, чекај. Ова не. Не е брз. 21 век. 21 век. Најмило место за журкање. Котур. Прекрасен чојс. Макарони шпагети. Ова сум очариве, не очекував дека ќе сфураме вака баде лајкет. Не мислам со Нено ќе опрема, пошто цело време носи научари. Озбилно? Не, може да ги продолжиме. Може да си ги смениме тогаш. Дека нема видено слика без научари. Да, мислам дека е чудно ако го видиш без научари. Као ништо не е уред тога. Да, не, менче мислам дека го видов у МКЦ пред некој месец внатре со научари навечер. Да. Да. Па да бе. И Рей Чарлс се стои никаде. Да го поставиме прашањето, Андри? Да. Првото прашање. Не можам брат за почнување од сега. Само лошо и лошо мислам. Значи првото прашање сега ќе го поставуваме на гостите. Пошто ние се рачкаме кој е ванила или чоколад. Ванила. Ева почнеме со Скопско или Златен дабнеш. Он сакаме спонзор, кјути. Па кој ќе тепа, тој ни е спонзор. Ајде после на едитинг ќе биде. За кој гласар? За Златен, да. За Златен, да. Да, значи, он е The Cure, јас сум The Smiths и сега до сега е 4-0. Дали The Smiths или The Cure поише ги сакаш, слушаш се едно, дали да. А што ако ви кажам никој? Ниеден. Не, и тоа е валиден одговор. Да, ќе излажам ако кажам. Добре, ќе станува 4-0, значи. Може. Инаку, исто така, ако сакаш да се тагнеш на зидот, ја не заборавам. Да. Whatever you want, сртај, шкртај, да, слободно. Додека снимаат камерите. Да. Хајде да се пише. Ќе те пријавиме после. Вандализам. Дина Ешари. Вандал. Да. Yes, уште еден човек. Може ќе да ги свати маките за гитари. Да, ма свирам као деснак. Фейклева. А чекај, тоа е по твој избор или кој ќе ти вика и школа нешто како свири со десна рака, боле десна? Не, по мој избор, пошто многу работа е да учиш као за левак. А ти си ги менјаш жиците и све тоа? Да, мислам све што користам, освен мислам жици. Тоа е многу работа. Прво треба да бараш специјално као за леваци како свират, па после да менјаш жици на специјален начин. Па ако земеш да свириш на туѓ инструмент, не можеш. Ама затоа луѓе не може да ти го свират твоето. Тоа е добра предност. Не ти го чепа. На настав носиш гитара и некој ти рече: "Бро, може го пробам басот." Го покажеш леваксо. Добро. Јеби. Најмерак ми е тоа. Кој николку пати ми прашувано луѓе кој ќе направам фаца да се смеам, левак сум. Па тоа ми беше проблем мене со татко ми како мала, пошто он левак беше скрос. И он кога ќе земеше да свири гитара, ама он знаеше како на обично наместени жици, сам си ги научил акордите на свој начин да ги свири. И кога не ги менјаше жиците, туку буквално наопаку свираш. Да, наопаку свираше. Ја кога пробував да свирам со него и го гледам, мислам као не знам кој акорд го свириш сега, не е фер. И едноставно поради од такви попрактични причини земав, пошто прв инструмент што научив да свирам беше мандола, што е као мандолина, у мандолински оркестар и ме мрзеше да се замарам со менјање жици, плюс имав 11 години као. И како што ме научија така земав, плюс не сум скрос левак. Као некој, као не знам, само пишувам со лева, друго све можам со двете. И така да, полесно ми е да свирам. Ама не те, кога школа не те форсира освој да снакираш.
Тебе ти се дешавало такво нешто? Мене ме форсира со десна да свирам. Да, не Стварно? да свирам со десна, да пишувам со десна, јас со десна пишувам, ама свирење со лева све. На почетокот ми мрча како кој идам на часови, викава да пробаш десничарска гитара или бас нешто да видиш, и ќе ми ја даде гитарата седам вака и многу неприродно се осеќав. Многу тешко ми беше и да како почетник дури да свирам. И сега викав како не, наистина преферирам како вака ми е многу поприродно некако. Да бе, и мислам дека, не знам, ти на колку години почна да свириш? Ја почнав да свирам на 13 или на 12 години, така нешто. Сакав гитара, ама другара на моите ме седна и ми рече, ми пушти видео од басист, не знам да ху ми ги покажуваше, ми вика, знаеш инструментов? Викам, не, немам поем. Ова е бас. Cool. Ова е подобрата И гитара. вика, не ми рече боле, ми рече ќе те барат повеќе луѓе. Да, свири па бас. реално, да. Да. Требало да ти каже тапани, така. Да, и викам ајде окей ќе свирам бас и го прашав што треба знам за опрема да купам такви ствари. Па ќе ти треба таква гитара, такво појачало, 100 ватно, не знам што кабли, ќе те фати 1500 евра да почнеш. Да, затоа јас само со акустични инструменти се бавам. Сега си купив укулеле, најекономично нешто, најпрактично, онака сегде си го носиш со тебе, само по себе свири, кога не мораш да замараш, буквално уште не ги знам отворени жици е акордите. акорд, Да, што буквално, најапото ама беше. 7 ти е трен. Да. Многу е чудно за штимање, ама постојат штимери и така е многу. Јас се земав по него години, практично. многу е фан да го свириш, да си дрнкаш само. Многу, тоа што буквално викаш, што и да само фатиш искача, функционира, да. функционира. И како добро звучи и тоа е тоа. Плюс од друштво не си гитара бро, кога ќе дојдеш со Wonderwall да му свириш некој. Да, си многу го ценам. Јуколеле, бро. Боле јукалеле Да, си тоа е него. 100 пати боле, да. Тоа многу ме нервираше. Посебно кога басист многу хейтав гитаристи у парк. Да, кога донесе гитарата. Да, еднаш кога видов типот со акустичен бас и се запрашав што правиш. Да, како. Толку сакал да биде тој. Да, толку сакам. Сакал да биде парк шема. Да, Да, укулеле е многу поевтино, е така. да, многу е Исто фан. тука негде. А што ја текна јукалеле? Па така ми текна дека многу интересен звук има, многу природен звук. И не знам кој дали другарка си имаше купено и пробав да свирам и бев као, морам да си купам. И плюс направив, пошто ја кога настапувам со бенд или имам како дуо со гитаристот и пуштаме као лупови и пробав еднаш така со укулеле у тоа и многу интересно испадна. И затоа си купив озвучено укулеле, многу интересно. Така многу дава свежина, дава живо нешто. Плюс ја почнав многу сакам живи работи. Почнав нели да свирам на мандолина, после почнав на гитара да се учам сама и секогаш сум го сакала тој природен звук. Плюс да не се замарам со појачала и со тоа до сега што го зборевте, ја не знам уште како функционираат тие работи, како се копчиња, како се цикаат и све тоа. Многу човек, многу е замаран. Да, особено баш од кога треба да ги бендова, нека мокнеш. сите кога се леа треба појачала. Да. Ја сум збунен на концертот, сега открив дека сите препорачуваат да си купиш, пошто не имаш како обично појачало комбинација глава и аутпут, има оделни како глава и аутпут и сите викаат, не бе брат, не се заебави, купи си оделно глава и аутпут. Као многу потешко било целосно појачало да мкнеш со тебе. Ја негам логиката кога главата е метална, огромна, кузне колку тежи, плюс звучникот колку тежи, и треба двата да ги носиш вака. Затоа Да, јас логично е два дела сум се. пејачката и си имам микрофонче, си носам со Да, мене. ти лаво, не Шейкер. треба ништо да носиш. Чао, Онака пријатно. свилена торба, вадиш само микрофонот, го ставаш. Јас сум спремна, вие не знам што правите тука. Ајде побрзајте малце. Exactly. Во со колели многу природно ти доаѓа и пеење у спад. Со Мартина зборевме да ме пеење и свирење усто време дека е заебано и тешко и не може, знаеш, од одма да го фатиш тоа, али со укулеле стварно ти доаѓа, пошто е толку лесно да го било кој Не акорд. размислуваш многу, и као само буквално и ти што и да фатиш функционира, особено кога имаш некој што свири, што ти ги свири главните, нели, као се вика тоа, главната хармонија те свири, ти од озгора што и да фатиш ќе звучи. И као затоа е многу јако, многу сакам акустична гитара со укулеле плюс и не го мислиш тоа и само се фокусираш на пењето. Затоа и јас одлучив, пошто ја музиката си ја правам сама, као на компјутер и свирам и MIDI клавиатура и се снимам. Ама после кога пеам, сакам други луѓе да свират инструменти, за јас само на пењето да се фокусирам, пошто
ти губи, ти вади од фокусот, ако требаше нешто да правиш во исто време. А за пењето имаш некој како класично тренирање нешто или само од себе? Не, као се запишав на факултет да студирам соло пеење, уствари тоа ми беше како начин да влезам, пошто сум предходно без никаква едукација у средни нижа. И заради тоа отидов на пеење на факултет, пошто само со тоа ќе ме приме. Аха. И сум во смерот джез и популарни жанрови и Мартина таму, не знам она дали спомна, и она бевме едно време као бевме колешки, Да. заедно бевме во ансамбл, заедно свиревме. И таму научив, онака запознав многу луѓе што се музичари и што ми беше поентата? За пеење. Да. пак е, мислам, научив некои вежби и такви работи, ама пак е многу интуитивно моето Аха. пеење. Пошто ако премногу навлезеш на тоа да вежбаш техника и такви работи, и може и да не... Ја многу сакам живи работи, као што кажав 6 пати до сега. И сакам да е така, да е човечко, да е... Пошто не сум најдобра технички, као не знам да ми даш нека песна од не знам, од Кристина Агилера или од не знам, од Адел, ужасно ќе звучи ако ја пеам. Ама си го најдов мојот стил, плюс пошто учев джез песни, боса нова, такви работи, тоа многу ми влијаеше да го изградам мојот стил. И така, интересно. Као почна да го градиш стилот и као стигна до целта на тоа што кога беше моментот кога застани беше како окей, ова е мојот глас, ова е мојот звук. Ова е многу убаво прашање. Па, кога почнав на факултет, пошто предходно, не знам, пеев поп углавно ствари. И од тоа што го слушаш и тоа што фактички го копираш пејачот, пејачката што ја слушаш, немав некои конкретни луѓе што ептен ги сакав, што ги копирав или што пеев редовно. Ама кога почнав на факултет, почнав многу джез да учам и такви работи. И знам, имав проблем со вибрато, као не може вибрато да создадам, као едноставно не, прерамно пеев предходно. Пробаш тоа? Вибрато. Ако такво како горе доле, да. Тоа е, да, као не знам да го опишам. Мене тоа секогаш ме напињало у пеење, не знам зашо. Да, ама има, значи има кога да се искористи. И кога почнав да слушам Ела Фицджералд и да пробувам да пеам како неа, пошто тоа е уствари джезерите као од 14 години идат со постари джезери од нив и свират сегде и учат едни од други. Например, Ела Фицджералд многу има слушано дувачки инструменти и со лажи као се свират и она нив пробувала да ги копира и некако и со толку многу пење и сама си изградила свој стил кој што сега многу она е како едно од најаките джез пејачки ever. Пробував да испеам некои песни она што ги испеала и излезе од мене вибратото и тоа беше како моментно онака Просветлување. да, и како слушајќи и боса нова на пример, Астро Джилберто. Јас се мислев сега кога ми кажавте албуми да ви кажам, бев као не знам што. И сакав да ставам Астро Джилберто, не знам дали имате слушано, она е боса нова пејачка. И така е како многу лагано боса нова, не знам колку имате слушано. Па, она Пасивно што би се Да, рекол, ако се пушти, можда многу ми требаше се да свија. да, можда требаше да ставам нешто и боса нова. Ама и тоа многу ми влијаеше врз мојот стил на пеење и као така некако пејки туги песни, особено од джез и боса нова, многу ми помогна да си го создадам мојот стил на пеење, да речеме. Што може ќе се смени за некој време, може не, може. Ама сега за сега е тоа. Значи преку мимика на некој начин да како да кажам да испробуваш како различни Да, комбинации, ќе буквално видиш. така, како копираш некој друг и ако копираш поише такви јаки Така. пејачи, без разлика за сите инструменти е тоа, знаеш, како почнуваш да учиш ти од различни луѓе што го прават тоа, и колку поише стилови учиш, и колку поише песни ќе научиш, после у тебе некоја комбинација ти се дешава во мозокот, што природно ќе произлезе. Предходно ми беше интуитивно со музиката, а кога почнав на факултет, почнав да учам
поише да раздлабочувам, да слушам поише стилови. Преска пред да почнеме да снимаме. Ви кажав дека и малце се изгубив во втора година, кај што се осеќав дека не сум достојна јас да се бавам со музика, до таму отидов, како толку, пошто стигнуваш до момент кај што сваќаш колку појма немаш. Да, баш. Па мислам дека се повеќе до такви, извини што да прекинам, значи такви уметнички факултети, не знам, музика, ликовно или драмски, кога на сите им доаѓа тој момент кога шо барам ја тука, пошто напред да влезеш си мислиш дека знаеш нешто и дека можеш ти да знаеш да продолжиш да го учиш тоа, а после кога actually стигаш таму и не знам, мислам дека имаат и влијани и професори начинот на они како предаваат и како те гледат тебе како иде музичар, уметник, шо и да е. И кога ќе се сретнеш со тоа колку имаш многу за учење, си викаш као, леле... Ама за тоа се бориш и учиш поише и сваќаш и се соочуваш со тоа дека нема никогаш ти се да изслушаш и се да, например, ако се почне од джез, например, ако земеш да слушаш, ја ден денес не знам онака да слушнам некоја джез песна што многу ја сакам, не можам да ти кажам името на песна, така некои такви работи. А ги имаш и тие луѓе што знаат онака која година е извадена плочата, кои се свиреле таму, како што се дешавало во моментот, колку бендови членувале. Ја на пример сум ужасна у тие работи. И што ми беше муабетот? Па на факултет така ги запознав доста, мислам, сите луѓе што се сега во бендот што свират со мене во живо, сите се ги запознав преку факултет и као од таму имавме секоја среда во Менада, имавме jam session, кој што идат сите, фали Менада. Минута Минута за Менада. Не се ми фали Менада. Никако горки не ми беше тоа. Оригиналот тоа беше многу поубаво. И буквално ни беше блиско до факултет и секоја среда имаше jam session. И идевме и сите као свира по нешто и таму се дружевме. И тоа е музиката, и тоа е да идеш на музички факултет. Мислам, тоа е мојов смер. Да не зборам за цел ФМО. И исто и професорите многу убав пристап има према нас и као и нели со короната више се онлайн отиде и не тоа. Ама доволно беше што ги запознав овие луѓе што сега уште работиме заедно, од нив многу учам и тоа така убаво е, мислам, од една страна кон музиката убаво е интуитивно да пристапуваш, ама во исто време и убаво е и да знаеш нешто, па што нели преска го зборевме дека ти отвара нови работи што можеш да ги направиш. Многу извини што ќе прекинам. Не, кажи. Многу ми израдува тој моментот кога стигнав на oh my god, ја немам појма ништо. Многу ме хајпна, пошто мислам го знаев тој, како да кажам, таа патека како јас знам, ја ништо не знам и после како знам кои ствари не ги знам. Кога стигнав до моментот, ја немам благе везе што оправам кога почнав да свирам и да се снимам музика, многу се израдував што еве го моментот, еве ќе почнам сега да учам нови ствари, да откривам и да што ти спомнав и преска, кога ќе открив ноти точно онака да диференцирам и за подиња на гитара и за бас и да го префрлам тој на клавир и на други инструменти, тоа ми беше mind blown момент од радост кај што фак, еден чекор плюс кога стигна. Да, и така растеш. Така растеш и стануваш болја верзија од тебе. И тука е борбата, кај што си викаш, па чекај малце, као да, врска немам, ама еве нешто ќе научам и ќе направам нешто од тоа. Пошто има многу луѓе што толку ќе навлезат во нештото, што после онака се као например имам многу колеги што се многу талентирани и што многу знаат, ама не вадат музика затоа што се толку перфекционисти и викаат као не, и никогаш не ја досредуваат, например, еве, песна прави и кога никогаш нема да излезе, пошто секогаш нешто и фали, секогаш, а уствари не треба да се премислува, пошто уметноста, кога не знам, треба да е медиум преку кој ние сакаме нешто да кажеме. И тоа е тоа. И кога ќе го направиш, ќе го извадиш и после неколку години ќе се вратиш на тоа и ќе бидеш као леле, ова сум можел боле да го направам, ама јас сум го извадил ова и нешто сум кажал преку ова. И тоа треба да го правиме. И кога пошто ако бидеме перфекционисти, никогаш нема ништо да ни се свиѓа. Тоа со перфекционистика, не знам, ја и ти кога почнавме да снимаме така слично, ја имав момент лапсус кај што така се сука.
Ово може болje да биде, ово може болje да биде, ама се ми вика, не, you know what, fuck it. Ајде, тера Да. наста. Сега викав, ко можам да сменам педалата овдека, овде е нешто друго да симулирам друго појачало или некако да ставам други ефекти или да сменам скроз као тюнингот. Викам, не, остај, окей, добро, нека тера. Болje ми е да искочи некогаш нешто. толку со тие технички работи ги премислуваме, Да, што самата поента онака губиме на крај. Да, па затоа постојат други песни. Кога тие промени што сакаш да ги направиш на таа песна, почни кога днес сега друга песна ќе направиш, свегаш и болje ќе извадиш поише работи од тебе. Јас секад стојам за мислењето дека можна ревизија да направиш на твоја стара песна. Као ако веќе после година две кога што викаш го стекнеш уште поголем, имаш повеќе знаења, повеќе разбирање, може да се вратиш на песната и за мерак само да си ја Да, бе, досредиш. да, Не мора ни буквално да ја објавиш, само 2.0 од песната. Да бе, скроз. Па јас тоа ми се деси на пример со некои песни што ги имав направено пред 3-4 години и во 2020 за нова година од МКЦ ме викнаа да снимаме као новогодишна програма беше нешто со поише музичари и со мене снимавме, со бендот се склопивме и као секој од бендот даде нешто свое во моите песни и моите песни добија скроз нов звук што многу им се свиѓаше на луѓето и као тоа ми беше буквално како таа 2.0 верзија од моите песни што јас дома сум ги направила на MIDI клавиатура и као секогаш имаш опции било што да правиш и никогаш дури си и ја тоа имам тој страв дека сум некогаш се осеќам како да имам премногу избор и ме фаќа како анксиозност, онака како неќам и затоа сакам да се ограничувам. Кога си купив MIDI клавиатура, дојде со 5000 бои и една недела бев као само боите ги слушав. И као ова е премногу. И си одбрав некои 3-4 што ми се свиѓаат Така, и само тие ги со тие прам песни, пошто не можам. Шо MIDI користиш? Артурија. Најс. Та. Сега земав од кој беше октомври или ноември земав MIDI клавиатура од 44 дирки или 45, не знам точно колку беше. И снимав нели Артурија VST плагин за сите синтесайзери, за сите Analog клавири. Lab. Да, и имав онака како тоа. тебе шок. Да. Онака се викам, не можам премногу, ги пробав сите индивидуално, ама ме мавна анксиозност, пошто не знам што да користам, како да почнам. И си ги ставив, пошто ја користам Ableton за продуцирање. И само боим закачив на сите тие што ми се свиѓаат како 5-6, другите 20 бегај. Да бе си ги хартнуваш Да, онака. да. И така треба, пошто стварно Ги заглавиш, ќе имаме заглавиш. премногу избор. Као колку е убаво у ова време што можеме еве да си земеш една звучна карта и ваков микрофон скроз си снимам јас. И буквално да правиш не е спонзорирано, дајте пари. Ве молам, дајте ми звучни карти, нема на пари, Дајте ми звучна 2 Јас сакам она големано со 8 Со инпут. 8 такви, да. Прекрасно. И као толку е убаво што сега на пример буквално можеш да идеш да си купиш тоа и со лаптоп и ќе си направиш песна и ќе извадиш на YouTube, не ти треба ни продукцијска куќа позади тебе, ништо не ти треба, ама во исто време па имаш толку многу избор и толку многу например толку многу музика можеш да слушаш. И например кога дојде Spotify тука, јас бев добро, ја претходно имав Spotify, нели, како Исто, сите што да, имавме VPN, илегално. Да, VPN еднаш на месец се логираш, Да. пиеш мирно. Ама самото тоа, симнуваш Spotify и викаш колку многу музика постои што ми е достапна. Тука ми е, во рака ми е и никогаш нема да можеш да ислушаш се што постои. И тоа е малку страшно. Ко Spotify, ко Netflix, оствари со 1000 серии, ко не знаеш што да Да, пуштиш. и си као толку многу избор имаме што и тоа не буни више. Јас си станав као онака како религиозна куќа си направив за мојот Spotify, кај што сите тие Discover Weekly, Daily Mixes, ќе ги пуштам. Намерно, пошто и некој порано ме мрзаш исто, викам, имам други бендови, ќе слушам друга опција, ќе се ограничував од страв. Да. И сега се напнав Discover Weekly кој ќе ми дојде као у понеделник или кога е вторник. Морам да го пуштам. Тоа е ептен hit or miss некад. Например, Не знам за твојот алгоритам, ама мојот е прекрасен. знам да заглавам, например, ќе излезе некој артист што го слушам со нов албум или нешто ново ќе откривам и ќе го преслушам ептен и заглавуваш од тоа као сега тоа сакам да го слушам. Само тоа, толку. И тоа Discover Weekly е стварно добра, као
темек според вкусот, не знам. Да, ти дава некои слични. Да, али сега со подкастов ми е измешано скроз, пошто сега А, ми да, дава може различни, случај, да, од да, три да. албуми треба да ги преслушам и као, аха, Да. сега ти сакаш Хейли Уилиамс. Ме почна српски да ми искачаат сега на Discovery. Ради XU. Да, пошто секој гостин XU албум ки ни препорача, ја не ги слушам толку често. Ки ги слушам 2-3 пати албумите и сега така Discovery Weekly ги ми скачат српски бендови, нови XU бендови. А и тоа е многу јако исто и за артисти, пошто на пример јас нели ми има на Spotify и луѓе ме нашле само поради тие алгоритми. Но озбилно кој ти знам искочило код тебе, код твој Да, профил. да, сум се појавила јас со некоја моја песна или нешто. И знам дека пред 2 години едно девојче од Турција на Инстаграм ми пиша, као Nice. здраво Дина, ништо не разбрав од песната, ама многу ми се свиѓаше, ми се пушти случајно, браво, и бев као, леле, фала ти. И сега така многу, пошто у Србија сега бев као на мини турнеја, и ме дозна луѓе од таму и тоа е исто многу јако пошто ме слушна. Бев предгрупа на Elemental на контакт конференција, тоа е као шоукейс фестивал. И луѓе од таму што ме дозна, ме додадоа на Инстаграм и гледам и на Spotify ми рипна бројката на луѓе што ме слушаат. И, например, почна да ме ставаат и во плейлисти, и заедно со други српски и македонски артисти, и тоа е многу јако. Да не користиш DistroKid за... Да, секако дека DistroKid. Nice. Тоа ми е кој истражував за publishing label, кој ја први немав поима дека на Spotify можеш да објавуваш ствари сам. И кога почнав да истражувам, ги препорачува Spotify, сами ти кажуваат кој еве ти неколку publishing houses и прво место DistroKid. Да, бе. Реално actually е многу добро човек, ово ќе биде многу плаг момент, ама за 20 евра годишно, барем стартер пекеджот е супер. Не е спонзор. Не спомнам. Единото што ме плаши сега е дека ако не платам, мислам дека ќе ти ги бришат песните, ти ги тргаат. Стварно? Така Појма нешто има. немам. Не знам како е. Да, ако не платиш на recurring subscription, кога ти ги тргаат песните. Тоа на плюс те буцка да правиш нова музика. Да, Да, не те биде пла- само за едната песна што Да, ја- можеш колку сакаш Да, да, можеш колку да, сакаш да. да објавиш, ама ако не им платиш, Да, све да, снемува. да. И сега другата страна е нели што артисти се жалат дека не биле платени од нели од стримови и све, пак ние сме као мал пазар и такви работи. Плюс ја пошто на македонски правам музика, не нешто добивам пари, ама као е супер шанса за може било кој да стави преку DistroKid Да. музика. Не, Има за и други почеток, такви као Да, има DistroKid. со повеќе понуди различни Да. планови кои за без пари дури ти ставаат само Да, не пошто знам. не зависиш од некој да правиш договор или такви работи. И така, тоа е многу јако. Искрено, човек после толку мавите што им слушано за publishing labels као договори што прабарам у странство е кошмар. Кај потпишеш договори ти викаат, Па имаш правата ти 4 ги албуми да ни пуштиш. зема, да, ама и некои луѓе знаеш, нели правата им се одземени. Да, Као посори, Taylor Swift. мастерите на нив идат. Да, на Што и да направиш на Нели publishing. Taylor Swift се одново сега се преснимува од инет. Па што ги зема Као као се Чекај, викаш дали иначе не можеш знам, тоа да го скутер? правиш? Скутер Браун, да, тој со на Justin Bieber што му е. А чекај, не може да ја тужат ради тоа? Пошто нив нели има правата Ама на тие фајлови, мастер фајлови, она нови прави. конкретно на тие фајлови или као Па да. мелодијата, музиката општо? Мислам дека сите права ги имале они. Пошто тоа обично нели во договорите ги има тие Да, работи, да, кога да. потпишуваш договор и она вајда на времето кај знаела, имала колку 16 години Да, кога да. потпишала. И сега сваќа дека имаше и цел документарец за тоа. И сега одново се ги преснима и одново се ги извади. Taylor's Тоа е version. паметно. Да, Реално као добра да им тактика. покаже. И да, многу треба внимателно да се размислува као за договори и за такви работи. Па има некои артисти што ме зачудија последниве години што читав што цела дискографија сега си ја продадоа. Као на publishing house, од кога веќе направиле као 30 години, 40 години кариера. Аха. И као цела моја дискографија ти ја давам за 500 милиони. На тие. Па добро, више тоа како пензионирани некои што артисти. Не пензионирани, него. Нил Јанг мислам дека си ја продаде сега пред некој време цела дискографија. Па зашо да не, знаеш. Тоа Не се пара, замара. мислам кога му дадо 500 милиони или 400 милиони долари, ама ме зачуди зошто би го направил тоа сега, као why, после Па, толку години. Сигурно си земал пари од светот сам што си правил пред тоа, ако Да, немал да, и да. као више ако не свири прави нова музика, зашо не? Па да. Знате ги, ти рекламирајме ти ова, она, Така. ко гајле ми, да, пензија, буквално. Чиста работа, брат. Ајде ги извадиме наочарите, сакам да гледам, Може. да не гледам Туку зелено. има рез, значи, вадиме, значи. Сериозен
запознал вие бендов на факултет што свириш сега со нив. Као фул класика бенд, тапан, гитара, бас и ти или као... И клавир и пратечи вокал. Значи, Ребека, плюс. што сте учеле заедно во сред. И како, мислам, како иде транзицијата од... Представам си свирала само пред тоа или со уште еден, двајца максимум. Да, Како иде сега со уште 5 души плюс. И па тоа е интересно дека ја почнав да правам музика сама, пошто имав сама идеи и почнав сама да си ги пренесувам. Плюс стилот ми е таков, као вокали ми углавно се и после упозадина за да пополнат работи. И кога дојде момент кога ме викна Пеца од Суперхикс, правеше МКЦ еден настан, добра идеја фестивал се вика. И ме викна као едина дојде настапуваш и викам па убаво би било јас да идам со, пошто претходно сум свирала као само со гитарист или јас сама сум свирала. Викам а зашо да не пробам као со луѓе во што свириме заедно на свирки, на джем сешони, зашо да не ги викнам да пробаме заедно нешто да направиме. И си ги викнав луѓето што заедно си имаме свирено. И им ги пуштив песните и секој нешто негово си внесе во тоа. И многу ми се допадна како изгледаше сето, како звучеше. И не знам што ми беше муабетот, вајде одговорив на на прашањето како ми функционира со уште 5 души. Да. Преубаво е. Да. Преубаво е. Поинтересно е Особено таква пошто така некако сите си кликнавме природно, пошто претходно сите со сите имаат свирено и сега беше многу така, многу природно. Значи треба да си ги најдеш луѓето ствари за да си одговараш. Да, со ми нив. затоа секогаш кога настапуваме, викам здраво, јас сум Дина Јашари, тука сум со моите другари. И се така и тоа се деси еднаш се деси тоа спонтано, уствари го кажав и сватив уз зборење дека се римува и од тогаш почнавме како фора. Уствари не, лажам. Се вратам. На Оревче свиревме лани летото. И нешто требаше да оди лайвстрим на телевизија. И стоевме ние позади сцена и кога каснавме пола саат поради стримот, нешто имаше проблеми и стоиме у бекстејдж и така сме као леле, ајде више да се качиме на сцена, не можеме и почнуваат сите да прават како се вика тоа, како рап нешто фристайл, да. И сите почнаа нешто да зборат и да римуваат ствари и ако се качев на сцена, го кажав тоа инспирирана. И од така тоа ни стана фора. И што ми е муабетот, дека прво ми се другари и после тоа музичари. Кои што свират заедно, пошто нормално, мислам и вие тоа го знаете, дека со некој за да свириш прво треба како луѓе да се сакате, за после музиката да биде како резултат на тоа другарство и Ја тоа интервју стайл да бараш луѓе и не ги знаеш ништо свират со тебе ми е многу weird концепт. да. Па добро тоа више ако си професионален као, знаеш. Ако Да, баш ете како мора и да нас у положиш. Македонија нема многу простор за тоа, пошто сите се знаеме Ќе го меѓу запознаеш себе. негде у Да. Потор кога си отишол на пијачка. И ти спомне јас свирам тоа, Буквално. па ај дојди. Да, бе, готово. да, и као, например, во Америка, да, постојат такви луѓе што као професионално ги бараат и, например, не знам, конкретно за одредена, еве, ќе треснам свадба, се собрали Да, да. тие и тие луѓе, има и страници на интернет кај што преку кои што луѓе ги букираат и све тоа окей. Ама сега ако збориме за, еве, за авторска музика и општо кај нас, као со кој ќе свириш, сите се знаеме меѓу себе. Да, тие се тие луѓе, нема Да. некој И едноставно си бираш некој со кој што ти е удобно, пошто не е само свирењето, еве идеш у друг град да свириш, као можеби ќе бидете 2-3 дена заедно таму. Да, Мора да се Ќе мора трпите. муабе да си направиш барем. Буквално се возите у кола заедно со сати. Таму ќе бидете пред свирка, треба да си 2-3 сати минимум, онака тонска правите после Да. и се дружите. Свирењето е уствари најмалото време Да, да. од се и као е многу битно да ти е пријатно, а нас ние, не знам, преубаво ми е со дечкиве и не знам, као се надевам дека уште многу ќе ни биде така. И ќе свириме уште. Па еве да најавам дека ќе свириме на ДФест да ни дојдете летово. Ово да видов. Кул. Така да, тоа ќе сега биде. јако. не имаше 2 години више така? Сега е прво Па после 2? имаше, мислам дека Имаше прошлата година ДФест, имаше па не лани, била ама беше корона. птен со сите, беше ограничена, како се вика, програмата и со сите нели мерки и све тоа. Ама сега ќе биде фул онака. Едва чекам. Тебе сега било фан, пошто е такво ептен као
например, други фестивали и концерти, окей, као идеш стрикно за музиката, ама му е као, не знам, посебно ако идеш со шатор и со камп, знаеш, и као цело вакво е. Никаде. Десио? Мислам дека воглавно никаде немам отидел на ДФС, баш пошо концерт на пошо е шатор и такви ствари ми е ужасно. Радо би изнемил просторија, као да седам тие и јас, неколку дена. леле, јас сум таква као, сакам да пробам некогаш у шатор да спијам, ама сакам да сум меѓу 4 зида. Да, пошо На крајот од денот. не сакам да слушам непријатни звуци кога се трудам да спием у 5 наутро. Од шаторот до мене, као или да се шума нешто и сум као така. Достатно. Исто и комарци и бубачки и тоа. такви работи. Да. Не ги разбирам луѓе што имаат, како да кажам, што се окей со тоа, као да бе, што ако има бубачки, голема работа. Јас им завидувам, пошто... Не, ја им завидувам, Да. што ја не можам така. Мене се ми смета кога спијам. Чисто да е. Тоа пат не мораш, бе, можеш да си земеш стан или нешто. И Да, тама Да, бе, да. некој 5 месеца унапред да изнемам, као на Да, да, Airbnb да најам стан. Што спомна за пеење, кажа демек поише ти е фокусот на инструменталката да е у позадина, нели, пеењето да е нагласено. Еден од албумите што ги прати, примети дека е Ептен Таков на Хейли Уилиамс да. for Armor. Како? Да, Petals for Armor, така се вика? Да. И уствари од таму ти доаѓа таа инспирација на тој некаков звук или зашо тој албум? Зашо баш тој албум? го избра, И па тоа е интересно кога ме прашавте, кога ми кажавте да одберам 3 албуми, прво нешто што направив, отидов на Spotify да видам сите хартнати песни. Да. Пошто јас општо као не зимам, чекај сега цел албум ќе го изслушам, тоа е многу лошо за мене, што треба да почнам тоа да го правам. Ама гледав според највише песни што имав лајкнато од луѓе и се сватив уствари кои албуми ми се свиѓаат највише. Мојата музика е таква пошто мене најјаката точка за мене, одлика, се моите текстови и мојот глас, и затоа е тоа предност. И вокали, многу сакам да си играм со вокали и да експериментирам. И се друго е како да го комплементира тоа. Хейли Уилиамс ја одбрав затоа што инаку да, тоа е интересно дека ја Paramore ги немам слушано многу, ама Хейли сама кога издаде албум многу ми се свиеше. Да. Затоа што веројатно и тој период беше, мислам 2019 или 2020 го извади албумот. Да. И веројатно и тој период така сум се чувствувала што така ми има допрено. Знам и одбрав според тоа од прво слушање што ме има освоено. Као ја слушнав Simmer и тоа се качив во автобус во 23-ка. Си го памтам моментот. Идев нешто на кај факултет и ја слушнав песната Simmer. Онака ја слушав на репит со денови и почнав да ги слушам сите песни и општо текстовите и како аранжмански се. Она пак ги има направено песните со дечкиве од Paramore и само она е напред и вокалите се напред. И веројатно и тоа мене ме освои, вокалите и текстовите и онака си плачев и си ги слушав песните и и многу слушав подкасти со нејзе и кога со се што збореше се согласував. И она многу ме охрабри на некој начин да, пошто тој период бои ја пишував и се мислев дали воопшто да ја извадам, пошто е многу тешка емотивна песна и не знаев дали сакам да ја споделам. И баш она збореше како тој период имаше поминато низ депресија и низ развод и низ некои такви работи, она. И кажува како дека она во музиката се соголува и се плашала тоа да го објави, ама кога ги објавила песните добила толку љубов и толку луѓе се сочувствувале со нејзе и како тоа нејзе ослободило и многу ме охрабри да јас, пошто мене за тоа ми служи музиката, како да се таму да се искажам, да се исплачам, за надвор да се бидам весела. И многу ме бев како леле, да. И така и јас после тоа извадив и бои. Обоена во твоите бои сум и нема да заборавам. Од тебе само тоа остана. Сигурно ќе ми текнат и после работи што за неја што ги кажам, што многу ме инспирирале. И да, така.
Тоа е за Хейли, затоа ја одбрав нејзе и песните, пошто албумот као многу тој период мене ми значеше и го имам утепано од слушање. Друг преска сакав да го спомнам, Том Миш. Да, втори. Том Миш можам во било кое време, било кога, било каде да го слушам и он е баш преска, сакав да го кажам и заборев. Како на факултет со слушање различни музики ми помогна да во мојата поп музика додадам некои елементи и тоа е Том Миш, буквално он е нео-соул, кој што е комбинација од различни жанрови и пак е поп. Пошто јас сум пак љубител на поп музика, сум као пошто преска зборев многу за джез, мислам, сакам джез, ама нисум нешто екстремен фан, ама сакам да го користам тоа, да го внесам во поп работи, што имаат форма и е слушливо. Као пошто сакам слушливи работи, сакам нешто да ми се врти у глава после тоа, да не можам да го извадам. Да биде кетч. Да, а Том Миш е тоа. Том Миш е баланс од сите тие работи. Да, Има направено први убав кавер на Gypsy Woman Crystal Waters. Кога ми искочи на YouTube тој каверот што го правил у Quarantine од 2020 негде јули така нешто. Да, цел албум со кавер имаше. Да, Со гитара само со гитара која направи целата песна што е basically хаус музика. Не знам како успеа, ама алдам. Да. Мене Джордан, тоест мене тоа многу ме потсеќа на Джордан Ракеј. Джордан Ракеј, да, и тој многу Джордан сакам. Ракеј многу сакам тој човек. Исто. Пошто си Neo Soul со гласот него, све Да, има да, гледано да, како да, воркшопови како у не знам 30 минути видео прави песна некоја нова ја склопува и Исто и Том Миш има исто такво видео и тој многу ме инспирираше затоа што таков е као си пробува, си експериментира, као со миди клавиатура и си прави битови и после врз тоа прави работи, буквално зема виолина, он не знае да свири виолина, ама свири еден тон и после снима друг тон. Снима трет И после тон и спојува прави сето, да, нешто да. као пад испаѓа многу природен и бев као тоа. имаше една тактика што Джордан ја користеше, што ме потсети нова и на видеото имаше кажувано како ако снима во 120 BPM некоја песна, како вокалот ќе го сними во 140-160 и после се враќа на 120. За вокал како поуспорено, подлабоко да му звучи гласот што искрено таа песна ќе ја ставиш на пост, ама многу е добра. Ти ја пратам. Ајде, бе. Ама он забегува малце, мислам дека што користи како све автентична опрема. И онака има како редица стек од 7 синтесајзери, многу стари. Нека вика, ова ќе испробаме, кога чув тој сајзерот. Месец дена го барав. Месец дена се трудев да го реплицирам тој звук и не можев. Ама Том Миш многу ме потсети на Джордан за тоа. Да, па таа школа се, да. Албумот што го прати, кога доста кул, малце по слоу, не знам како да го пишам, како многу поопуштен, така. Ја очеков повесело спореба, пошто го запознав преку Gypsy Woman и си викам, нешто весело, по-хиперактивно ќе свири, ама Да, многу е тако фискулиран. Да. И јас сум така искулирана и дури кога пробувам да направам некој мојот BPM е нешто меѓу 80 и 90 и нешто и смешно е пошто секој пат таму ми функционираат песните највише. И кога пробувам нешто по-апбит да направам, пак се враќам назад и сум као природно ти доаѓа на тоа, да. И као и он е многу така фискулиран. И баш еден колега еднаш ми кажа као Тина, ти си ми е како женска верзија од Том Миш. Добар комплимент, да. И да, што беше третото? Порто Морто беше третото. Некако многу брзо тие сите три. Не, сакам од за сите по нешто да кажам и после ќе се навраќам на сите, пошто да, ја не сум пошто не знаеше за The Smiths Cure, Порто Морто или Свемирко? Порто Морто. Порто Морто? Не знам за кој сум овде. Pero не ги знае. Не знам за кој сум. Јас идам напред назад, али и двата многу ми свигаат ептен. Извини, и што се рече за Порто? Да, заборев. Не, па за Порто Морто, као зашо ги одбрав, пошто не знаев, се мислев меѓу многу ствари и сакав да ставам некој, пошто јас слушам и македонски бендови, се мислев 21 век да ги ставам, а бев као, чекај да не е премногу biased. Не си Па ги верувам. ставив, пошто 21 век бев сега као на мини турнеја.
и нив многу ги сакам. И Порто Морто ги ставив како некој од Балкан, што многу ги слушам. И многу ми е јако како они многу така слободно творат и не се плашат да експериментираат, имаат онака и низ годините као различни работи си пробуваат и баш Порто Поп го преслушав како албум. Цел и баш интересно ми е пошто измеѓу песни имаат интересни работи кажуваат и во еден момент кажуваат дали е тоа джез, дали е тоа поп, Порто Поп. Сум као да, пошто ја никогаш не се класифицирам во некаков жанр, ниту пак слушам одреден жанр, као многу рандом музика слушам. И тоа ми се свиѓа кај нив пошто комбинираат секакви инструменти, секакви стилови, не се плашат да некои луѓе на пример поише им се свиѓаат нивните постари ствари. Да. Мене сите ми се свиѓаат и ќе свират на Здраво млади у септември. Едва чекам да ги слушам. Имаме теорија ние за Здраво млади. Мора да кажеш. Ајде За да кажете ми. Еден бенд што многу го слушаме е он Viagra Boys. На претходните 2 Здраво млади фестивали кажа дека ќе доаѓаат и откажа ради корона и свето. И Сега ќе дојдат? пошо Не знаем. дизајнот на постерот, нели, е кон некој wizard или нешто, друид, и друидот се вика Shrimp Tech. И сега Shrimp е многу како константен Збор, мотив, да. збор, што го користат Viagra Boys. И сега Што беше кокаин или екстази. Екстази. Во Шведска е Shrimp е екстаза или нешто. И дали е тоа скроз рандом, сега само така го пишале Shrimp Tech или дали е кон најава, пошто два пати знаеш супнало, откажале, да. како може за тие екстремните фанови кои ја и ти да го пикапнат онака да ќе доаѓа. Али тоа беше кул. Да, за Порто, што викаш првите стари албуми што поише ги сакаат, Ептен за бега со овој албумов. Да, Кој да, Ептен да, отидоа да. И со спотовите скроз се надреални, скроз се. Видов дека се нивни, као нивна продукцијска Да, куќа да, ги прави да, да. спотови и све тоа. И уствари гледав интервју со нив кај што викаат за спотовите дека они сами си ги прават и така одлучиле, пошто ако викнат некој продуцент и режисер, Нека се ќе ми- меша, да. Да, не, у смисла ќе речат као тоа не е возможно да го направиме. И они се као, не, возможно. Да. И затоа сами си Ама и работиме. многу се добро луди. изгледаат, као за сами И се правење. грижат за се, и за сценски настап, и за се тоа. Пошто, например, мене ми е многу, и општо на повеќето музичари, слаба страна ни е визуелниот момент, тоа дека треба уствари ти да направиш шоу некакво, знаеш. И као, не знам, мојот став си е као, добро дека излезам, само ќе си пеам, ама вистина е дека во ова, као треба и да имаш твоја некаква естетика, Шоуменшип пошто ќе некаков, да, бидеш, да, да. да. Или општо не знам за спотови, за такви работи, што порано нешто не сум се замарала, ама баш не знам и Порто Морто многу ме мотивира да почнам и ја нешто мое да имам, пошто ја ги гледам нив како гледач и како слушател и викам ама јако и например тоа што излегуваат со куки на главите да пеат Да, таа е како. многу добра песна, Куќа. Пошто користат многу некои атмосферски звуци, не знам, кршење на работи и пошто сум таза шофер, Добро. и си пусти Порто Морто прилично гласно. И се, онака прв пат кога земав само кола да возам, пуштив Порто Морто и се истрипав онака цел пат, пошто цело време нешто се кршеше и тоа од лево, од десно. И така, како за таза шофери, првиот пат кога Да, ќе пази возите се у дека кола, не не можеш да пуштај возиш Порто тоа. Морто, пошто ќе се трипаш. Само што спомна експериментални звуци, имав PTSD флешбек од Идоли. Од Идоли. Од Идоли. Пошто ги слушав пред некој време прв пат и имаше една песна што буквално беше 3 минути од експериментални звуци, кршење стакло, као спреови све, онака 7 се сецнам. Почнаш да слушаш нешто што не постои. Да, се трипав сам си седам у стан дома со мачката, онака се мазиме и само деш. Шо? Да. Си спреј? Ко сватив дека е песната многу се напна. Се дека захейтав моци заради тоа, пошто викав доста со спрејот, гаси го те молам. Океј, го чуфне. Да. А ти ми ги пушти едно од видеото на Порто На некој Порто ти го пушти видеото со Дарко Со Рундек. Дарко Рундек.
оно што беше со као Dream State кога отварат вратите. Чекам их тие Да, пуштам, тоа беше што cool. Тоа е од овој албум Порто Поп. Не могу сам против свих, а не могу с тобом, jer čekam njih. Čekam ih da se luče, čekam ih. Таа им е нај као трап, би ја кажал, пошто Ептене овој не ни пее, мислам како Ептене тако ритмички као, не знаш. Да. И тако и инструменталката и све тоа, али тоа ми се свигаше што викаш ти со измеѓу стварите интерлудите, кај што мислев дека ќе има само едно, на крај викам добро, ај забегале малце, малце се звучи како да се правдаат, али да го имаше само тоа едното, што викаш ова не е джез, ова е и на крај Порто Поп и така се вика албумот. Ствари кога демек не спаѓаме у некој си конкретен жанр. И тоа пошто вајда многу луѓе биле ко знаеш, сакам кучу, сакам Да, она и друга, многу се така, као, шо е старите се албуми им се ова, да. боле. Ако нема врска, само Да, и као се експериментираат, Да. се дека на крај е добар албум, мене ми се свига, мене и старото ми се свига, нали, и ова е како, знаеш, добро, како многу добро. Да, бе, да, нешто различно. И како многу уникатно, не можам јас со никој друг да ги споредам. Да, Да, речам, баш. ми звучи на некој. Баш е Порто Поп. Порто Поп, да, си И јако ми е, пошто ја на нив им реакнувам на Инстаграм и све, и ми враќаат. Ова кручење е nice. Мене свемир кој ми врати, ја. Башав кога ќе излезе на Spotify или нешто веќе, уживај сега. Фонтейнс. Со Фонтейнс се допишував. Себестијан Мрфи. Тебе не ти врати, ти не Мене му пишеш, ми ти само скриншот доби од тоа. Интеракцијата не се важи. Не се важи. И сега те прашам што зборевме и за и ово моментот на Порто Поп, кога не сме джез, не сме не знам што. И претходно имаше спомнато и за твојата музика. Веруваш во лейбълс, етикети за жанри и такви ствари или повеќе си фриформ? Па, тоа второто. Пошто општо да учев на факултет различни жанрови и слушам различни жанрови и само од тоа што го слушам се инспирирам периодот. Например, моето EP Дома, Дома песната и Гости ги напишав, беа боса нова, прво на гитара и како и така и си ги правев. И после тоа бев а зашто да не пробам нешто да направам интересно и земав со електронски тапани што се користат за поише поп музика, ги ставив у ритам боса нова и добив нешто многу по-свежо. И затоа сакам да експериментирам и као, не знам, едната песна ми е, например, тоа е по R&B, Neo Soul. И тој период слушав многу таква музика. И сега не знам, се викам следно што ќе направам као. Сега работиме со Драги на една нова песна. И таму со вокалите си играм и Што ќе искача? Кога ќе искача? не знам како да кажам. Placeholder после неколку месеци ќе го смениме таа секција, искачат тогаш и тогаш. Да, со ваш voiceover. Да и као, не сакам ниту јас да се ставам во некакви граници, пошто и општо као сега, например, и тоа ми се свига што луѓето се многу отворени, музичарите се многу отворени да експериментираат и зборат поп и се нервирам кога луѓе мислат дека поп музика е као леле што е со поп музика или дека е поп да речеш нешто лошо, као не, поп е нешто што е популарно. Да, Што многу ми е чудно као жанра сега кога ќе кажеш некој што е ова поп. Ама тоа е само популарно, што значи Да. тоа? Као, нема врска уствари. Да. Многу интересно, нека некои луѓе ми кажале што стил е мојата музика, како ја доживеале, бев као, интересно. Chill hop некој ми каже. Може бе шо? Видов некој интервју ти кажа Dream Pop или нешто така. Да, Dream Pop. Што ја би рекол Dream Pop, не знам пошто е такво. Да, chill, како под такво Да. етер. Ти фалише гитарист со джез мастери со многу риверб. Да. Cocktail Twins, например, тој стил да се извади. И као, многу е смешно, пошто песната тоа е под така chill hop, поименам. Ја направив додека слушав предавање што ми беше многу досадно. И тоа сега го открив, као дека слушав предавање онлайн
И бев као, ова е предосадно, не можам. И си уклучив Cubase позадина. И Cubase почнав да курси, си значи, правам. така? Да, на Cubase. Пошто си го купив пред 3 години и бев као, како студент имав пола на 50% дискаунт. Пошто сакав профи да работам, пробував со секакви други, ми крешнува и се нервирав. А Cubase за вокали е најлесно и најдобро. И нема везе, си пуштив Cubase и си правев нешто. И уствари од тоа ми произлезе мене песната тоа, што пред некој ден си најдов снимка како го правам, тој како многу е смешно. И тогаш му ја пратив на Драги и Драги ми рече онака, еј, Лофи, study to, као beats to study to. Никогаш и тоа си го кажувал, као Лофи beats to study to. А како, мислам, која е вашата динамика со Драги како продуцент тие мастер техничен така? Ко продуцент и микс и мастер. Некои од песните скроз сама ги имам isproducirano, он ги има микс и мастерирано, некои песни, например, Бои, он ја му пратив демо со веќе доста работи таму, па он после додаде некои работи што направи 10 пати скапа песната. И зависи на различни песни, различни работи правиме, ама да, во главно он така ме надополнува и еве на новава песна е као 50-50 ги правиме. Мислам, ја го пишувам текстот и мелодијата и акордите тоа. А он ме надополнува, пошто он има толку гениални идеи, решенија. И затоа е многу убаво. Јас пак викам, нели, сама работам, у смисла не сум во бенд заедно да креираме, ама пак е многу поубаво кога се две глави, два мозоци што размислуваат, пошто некогаш јас сум толку ќе се најдам во некој луп кај што не можам едноставно да продолжам и Драги ќе најде некој решение и сум као Дали ти треба друга перспектива, некој што ќе дојде тој момент додека си на 50%, 60% и рече, ево што ќе направиш и тоа. А исто уште нешто што преска сакав да го кажам, а заборев, дека ме прашавте како стигнав до мојот стил на пеење, како и Драги има многу големо влијание, пошто ако си слушнам како сум пеела пред, не знам, средно кога бев, онака кринџ ми е, не можам да се слушам. И знам дека кога почнавме да работиме со Драги, ќе ми каже некои мали совети, што многу ми помогна да се најдам, пошто многу често пејачките знаат да препејуваат, како да трудат премногу. И Драги беше како, ај застани малце, ај пробај малце поисколирано да го испееш ова. И бев како, ова функционира. И за многу такви, например, многу трикови ми има научено за продуцирање, финти и такви работи. Буквално му викам као, ај да те гледам како работиш, да ти го крадам за наетот. И буквално тоа се дешава. И као... Да го чирак. Момент кај што ја направив Копнежи и таа ја isproducirав и ја снимав дома сама се. Мисли преточени во спокоен немирен сон. Копнежи скриени дивки. Му ја пратив, бев кај чуј, пошто тоа е иначе највозбудливиот момент кога си направил нешто, ама не знаеш, друг ти го нема чуено. И му пратив и ми века, леле, Дина, па немам тука што да додадам. Бев кај, особено кога Драги дава апрувал на нештото, сум кај. И мислам дека сме одлично комбо и така, многу ми има помогнато да се изградам и да така, да. Пошто и општо и како личност, многу прво како луѓе се поврзавме и он многу добро, баш ми беше како психотерапевт. Кога особено Бој кога ја правев, како многу беше таков, гледаше да се окей и така. Пошто Љупа ни спомна на претходната епизода за како реагира кога некој ќе ја пушти неговата музика некаде Ти како реагираш? Ако си скочи не знам на рандом место, некој ја пушта твојата песна и what do you do? Мислам дека сум ова. Пошто неговиот go-to беше вика и да му веце да се заврши. Не, таква сум као ги гледам тие што намерно пуштаат и само го зимам телефонот или лаптопот и ја менјам. Озбеден си, братко. Да. Really? Така слушајме кога не сум у близина. Да. Да, и најчесто е така, за да ми направат да ми е незгодно, кога не ми е удобно. А кога знаеш дека не е намерно, например, не знам, негде кафич или... Пак ја спомнувам Котур, да речем, у Котур си седна, ја пушта твојата музика и ти случајно налетуваш од тој момент. You're the one! Си има десано у МКЦ да после некој бенд го пуштија лајвот со бендов мој што го имаме снимено таму, како нели музика како измеѓу местење, сцена и све. И тоа што многу се израдував, пошто беше
Не знам, леле, ова е интересно прашање, да. Не ми е пријатно најчесто. Пошто не сакам да е, многу е смешно и иронично, пошто не ќам да е вниманието на мене, многу често и Ти луѓето си како, па дојна- види со што се бавиш, ама различно е, затоа Не што нас... моментот ти си дошла пијачка да се напиеш, да си правиш Да, много бе, со да, другарите да, и некоја да, пушта да, твојата да, музика и да. си да те булјаат вака како соколи. Буквално, Много многу неудобно. убаво го објасни, да. И си има место и време кога сакам да е вниманието во мене. А иначе као општо не ми е пријатно. Follow-up question. Дали сакаш ти поеќе да си на бина или у публика? Двете ги сакам многу. Двете? Да. Тоа е многу интересно нешто што го научив од Васко Бернис 21 век. Што бевме сега заедно на Мини Балкан тур и оне двете. Оне буквално стои на сцена, пее, мислам дека ќе издржи као до пола песна и се симнува меѓу публика, зима ги гушка луѓето, хай фајв. Уште си пее, се поздравува. И тоа ми беше прејако. Не, мислев и поточно во Пошто смисла тоа е двете. Да, тоа е комбинација уствари на двете, пошто не знам, ја од што имам настапувано на такви ствари, сватив дека многу преферирам да сум на бина, пошто многу е акорд кога си у публика, барам ја дека не денсам, не Збориш правам. кога слушаш? Као слушател, дали да си слушател или сакаш ти да настапуваш повеќе? Двете. Двете? Као двете, пошто не знам, не можам да ги споредам. Убаво е да двете се многу убави. Тебе ти е подобно Особено да свириш? Тебе ти е подобно да свириш? Многу полесно ми е да повраќам позади у вецето пред настап, да се стресирам, за дали добро ќе звучи, него да седам у публика и онака ти денсаат другарите, абе брат, шо преш ти, јас седам со пијачка така. Па добро да, ама пак е различно, не можеш да споредиш. Паш у публика ќе слушаш некој што многу го сакаш и што буквално музичарот тоа го прави за луѓето и ти стоиш и го конзумираш тоа што у моментот се дешава. Јас најчесто имам навика кога седам у публика и само вака прекрсти раци и анализа само на опремата и што свира, што прават, ко го знам тој бас, го имам видено, добра гитара, ова појачало е многу добро. Нека чекаш нека грешка некој да направи си го фатив тука. Окей. Добро. Па да, добро, тоа се снајде луѓе човекот. што се бават со тоа, со свирење, најчесто има така што ама ја гледам како слушател, како гледач, како така да ја восприемам музиката у моментот што се дешава. Пак е боле искусствено кај од него да земеш да анализираш кога што пратиш. А многу често несвесно тоа се дешава. Да, Сум се да. фатила себе си како за некој сум мех пе. Можеш боле нешто, Очекував да. поише. И сум као не прекини, као дојде на си тука и а интересно е пошто и на пример колку поише настапуваш и ако се на почеток ми беше многу тешко да се гледам и да се слушам себе си како пеам, како се понашам. Ама тоа е многу здраво, пошто нели за време на корона во ствари ја ги имав моите први настапи што беа повеќето лайв стримови. И многу се израдував прв пат кога пеев и кога немаше лайв стрим, пошто можевме да бидеме опуштени сите и да не се замараме. Ама и многу е здраво да се гледаш, например, општо не знам, како стоиш, какви фацијални експресии правиш, дали се радуваш дека свириш или премногу го премислуваш тоа. Ето го да имаш као фидбек као на лайв стрим, као камера и мислам екран се гледаш себе си, као реагираш real life, real time си као правам добра фаца, да окей се смеам. Да, и тоа е толку онака и многу е убаво, пошто музиката е нешто што моментот се дешава и мојот најубав настап не беше снимен. И мислам дека и ради тоа ни беше најубаво. Пошто тоа беше лани во јули во склоп на Cine Days и беше надвор и заврна сред настап. Цел ден врнеше, кога се откажа филмови, проекции и такви работи и ние до последниот момент не знаевме дали ќе се деси и не знаев дали ќе дојдат луѓе, и на крај дојдоа луѓе и не врнеше и сред концерт почна да врне и луѓето останаа и кога беше преубаво и не се снимаше и сите преако си поминавме и онака луѓе што биле тогаш ми кажуваат као тоа беше најдобар настап. И стварно е така, и за тоа е најдобар. Веројатно да го имам сега да го гледам, ќе бидам чеки тука шо правам, леле, зашто ова вака, ово изгрешил. А не, сега го имам како меморија дека преако сме си поминале, дека врнело и дека у моментот се десило и сите сме уживале. И тоа е најубаво. Е боле без документација, што би се Да. рекол, без некаков снимка, слики, било што. Убаво е да го имаш како за спомен, ама ќе почнеш да го анализираш и после ја губи магијата. А тоа е поентата на крајот од денот.
да уживаш во моментот и да остане таму кај што е. Не мора да се навраќаме. Да, зато сега ми е чуден тој концептот на идеш на свирка, на настат, било што и као 90% од времето, 90% од времето ваков си, со телефонот. Не ни играш, не ни уживаш музиката и го снимаш тој што настапува. И шо направи уствари као, вау, имаш убава Се слика. дома и после гледа на YouTube некој друг што снима. Ова да се направи као фора, као правило, например, да речем на настап дечки, ова е вака една капа со која што и ќе сите помине телефоните да некој и ставите ги да, телефоните, ќе стават тука. Има некои што кога настапуваат има jamming signal, као ти спречуваат да објавуваш Озбилно. или немаш интернет и такви ствари. О, да, Тоа е има. добро, али малце екстремно. Екстремно е, ама као Да, пошто ти прекратува некоја слобода. Ама убаво е да си тука. Као. Да. па тоа да уживаш во моментот, као гледај го со очи, не мора преку екран вака да седиш со телефонот, као нема поента. Да. Пошто имаш имаш медиокр снимка со твој телефон, рандом Samsung S8 или шо и да е, ама као барем не знам. Да, и шо? После неколку месеци ќе си го пуштиш да го гледа? Уживај, ќе Може да го запориш да пуштиш, го да, постои. да. Да. И дури да го Да, така, само стојат така. И дури да го пуштиш, кога ќе седиш, најчесто 3 наутро у кревет досадно ти си ја гледаш снимката и си ка Уште една снимка што ми зафаќа меморија, Да, да. делит. Ајде избриша, да. И исто многу ми е убаво кога сум со бенд, пошто имам плюс 5 души со мене, што заедно си споделуваме енергија и така, не знам, многу е убаво тоа. И плюс публика, кога ќе видам луѓе како слушаат или им е убаво, и мене ми прави да ми е многу убаво, и на сите ни е многу убаво. Да. Да сигурно е посрашно ако си сам на бина. Пошто вака, например, имаш позади тебе или до тебе се едно музичари си ко... И тебе ти е околу, знаеш... Да, ако некој ја имам на кој да се потправам и као и да сгрешам нешто. И било кој друг да сгреши, другиот ќе го спаси. И тоа е убаво тоа бенд. Па сега ние бевме како дуо со Лука и беше малце во Белград и во Хрватска и во Босна свиревме. И беше пострашничко, пошто бевме само двајца. Ама има убавина, во се има убавина и треба да поминеш се. Има повеќе интима кога си еден човек или двајца, ама пак цената што ја плаќаш е стресот повеќе дека тремата е многу поголема за ја Да, не зезнам, ја притисокот да е се поголем, пазам, да. Пошто буквално кога сум обколена со уште 5 души, не морам ни да се трудам, ти текно они сите свират, и јас сум тука, А ако сум сама, ама пак, се тренинги, се... Например, еве, Били Ајлиш иде и сама со брати настапува. Има еден тапанар на страна што го има и сме како... Били Ајлиш мојата... што ме споредуваат сите со неа. Ама стварно, као она може да земе цел оркестар со неа да свири. Ама не, одбира само со брати да се појави. И уште еден човек. Затоа што тоа е убаво и тоа не се представува најдобро. Као, нема правила. Знаеш, некои луѓе се као, гледа, чекај, зашто да ставам матрици, као сакам се да е живо и се, ама нема ништо лошо ако ставиш и матрици. Ако ја прави музиката боле да звучи, стај ги, као, зависи кој жанр си и све тоа. И затоа јас сега експериментирам. И се додека има живи елементи, топе. Да. Тоа што имаше спомната преска за албум и слушање, дека поред кога ги слушаш од почеток до крај. Као преферираш повеќе, како да кажам, компилација албуми што се као по рандом песни кои собрани или концептуални албуми што слушаш? Што се нека една прича соварена во еден албум од почеток до крај. Затоа го ставив Портопоп, пошто тоа е еден албум така што го имам и слушан од почеток до крај. А сега пробувам така да се терам концептуални албуми да слушам, пошто има зошто се направени и има приказна и се и шо беше муавет? Почнувам да се гасам. Живе. Па не тоа дека концептуални Да, албуми пошто се слушам многу посебни потешки, песни, да, пошто фокусот ми бега, као стварно немам фокус еден сат да седам и активно да слушам музика, мислам да бидеме реални. Да, ретко е да седнеш од
од почеток до крај буквално пошто саат време Сите еврич имаме- на сите албуми Сите имаме како тини тежко. attention span. Ја го Да, кривам да. TikTok. Овде како. Што премногу се дремам на TikTok и Не, гледам например, видеи. може да изслушаш некој албум што не ни знаеш дека е албум, во смисол на рандом песни од тој артист и ко ќе ги изслушаш пример денес две ќе ти искочат на YouTube или што и да е. И послуша некој и свари се биле у склоп на цел албум и си го технички Да, и си као го нема изслушаш. шанси сите песни еднакво да ти се свиѓаат. Да, и тоа баш. И, например, и плюс сега се менјаат работите. Например, сега многу поише и пиња се вадаат Да, и така, да. што се многу пократки и се одбрани конкретни песни, без филери, без ништо, што се сите добри песни и убави и кечи и све тоа и си ги слушаш. А например, порано било форсирано на минутажа поише да биде и многу ставале филери и ги правеле долги песните. Потешко е да го слушаш тоа. И затоа ми се свиѓа што се има по кратки албуми, ама се што ќе слушнеш ќе ти се свиѓа многу, као нема нешто ставено намерно. Многу интересен момент, пошто има некои филер песни баш од тоа дека од форсирано направени што испагаат многу забавни за слушање. Да. Као Fitter Happier што ја зборавме. Пошто тоа не е песна, ама као филер е ставено, ама многу ми се свиѓа, најмилениот албумот ми испадна од OK Computer што има. На Radiohead. Оке прекинам за Radiohead. Нема више тоа Е, ќе супер, толку. Немам супер. сака да ме тепа веќе, пошто многу зборам за Radiohead. А иначе едно нешто многу јако што го има кажано Томир во мислам дека во тој истиот подкаст преиска што го спомнав, дека за тажна музика, за тажни песни, пошто нели прави доста такви работи. Доста И депресивна дека музика. нели постојат луѓе што така, ја не ќе да слушам тажна музика, зашто слушам тажна музика да ме стави во вакво. И вика, кога ќе стигнеме до момент или ако сме стигнале до момент кај што не ќеме да слушаме тажна музика, тогаш нешто нема да е во ред со нас. Ја. Да, тоа го имам чуено исто. Па за не знам. Хотек ќе биде ова. Ја мислам дека тажна музика е многу поавтентична и многу по како да кажам, сурова и повеќе треба да се цени него весела музика. Да. И тогаш, пошто тогаш највише уметност се правеле највише уметност се правела во времења кога било најтешко. И плюс као самиот артист во најтешките моменти ако можел нешто да извади, такво е феноменално. Освен еден албум, што го имаме зборено, тоа е најлошиот албум, што го најтешкиот албум за слушање. Тоа е. Crow Looked at Me. Што беше од тоа? Mount Erie. Од The Microphones. Аха, јасно. Има еден баш што спомна дека ти сакаш и како природно саундинг музика, по онака автентична, акустична да биде како има еден бенд дечко е типат се се вика The Microphones, што е многу убиде како чекаш повеќе луѓе, ама нема врска. И го има направен албумот во колиба, изнајмено како на 6 месеци седел таму не забутан, изолиран од луѓе. Со малце опрема, со акустична гитара, све го има направено. Мешавина, има и малце електроника, ама електрониката е повеќе како суров звук, како контраст да биде на неговата акустична гитара. И типот има направено еден албум што е толку тежок за слушање, пошто го има снимено буквално почнал да го снима денови од кога умре жена. Као првите 40 дена ги има документирано на некој начин како се осеќал, што опрел со керка им, што останало, мислам, све и тој албум е толку тежок што буквално не можеш ни ранкинг, ни бројка, ништо да ставиш пошто е толку суров, толку е чист. Тоа е со тажната музика дека и е од потреба да нешто Од потреба да да направиш, изразиш нешто, да. направиш нешто со тагата, као да и јас од таа причина и почнав и да творам, пошто бев као се онака изморена сум од плачење, од тажење, као дај сакам да ја извадам, да ја ставам у нешто и као да ја баталам, не можам више. И од најчесто луѓе од таа причина и творат. Нема, мислам дека не треба толку, пошто цело време некако у секоја генерација на музика или декади некако тој момент на the struggling artist, као е промовирано во смисла да овој стварно имал што да каже, као не викам дека е лошо, знаеш, треба да се дешава и добра музика искочила од тоа, али доаѓа другиот момент на кај што ако не е тоа, не е вистинска музика или емоција, као идеш на другата екстрема, кај што некој тоа е кај што екстремно. правил музика од мерак, од, знаеш, од пошто е забавно, кај на делот е Радост има забавно, за тоа, као да. не е вистинска уметност, нешто што е више нели екстрема друга, али као, знаеш, има и двете страни, као не е само две тоа. страни. Тоа. Сега да кажам за мене Да, јасно. ме трогнува таква сериозна
тешка музика. Не, пошто мислам дека глобала паблик имидж за такви некои ствари дека е тоа, па Да. тоа е Да. уметност, и тоа е музика. Пошто ја тргнувам од страната дека сега најпопуларната музика се такви како со највише views и гледаност на YouTube или на Spotify се такви тралалајки песни. што Лајка се- со чудно мюзик видео, некој рандом што го Да, измислил и- на онака фрлање коцки, окей, тигарки имаме тука Ламбургини, тука не знам, мајмунчиња. Да. И од тој аспект гледано го ставам тоа што Томир го кажа, пошто јас сум наишла како артист на многу такви коментари како Тина, абе, добра ти музика, ама дај нешто малце позабавно, дај нешто по апбит, дај нешто по и сум као луѓе, како да ви кажам дека не ми е тоа поента. Да, Пошто има луѓе што прават музика чисто за да заработуваат пари за да прават журки, што нема ништо лошо со тоа, ама зошто не може да го потценуваш ти друго. да. И од таа страна јас тргнувам. Депре музика секад. Абе, де... Поддржи го твојот локален артист што пишува жалопојки. Така. Ти ќе бидеш со мене убен, бе, не се заебавај. Брат, зборев за општо, не дека мое гледиште, нешто него онака. фер. Не, точно. Devil's Скроз advocate. убаво е сите аспекти да ги кажем. Не, го разбирам потполно Андри, пошто ја го имам малтретирано со многу лоша музика. Многу тешка музика за Многу. слушање. Да се вратиме нешто на албумиве, некако ги прескокнав. Онака на брзинката. Да, не знам, мене Том Мишо спомнавте некој дека ме потсека некој друг, мене ме потсека, не знам дека знам некој Стил Вузи. Го дознав на Spotify. Многу е смешно, ја го дознав кој имаше само 2 песни. И Да. сите, онака цел интернет беше као, абе зашо не прави песни овој? Да, многу е фан така корки некоја музика. Овој Том е по чил, да кажам, ова е под некако така. Со гитари такви Да. цели како лоу-фај. Многу има такви бедрум артисти. Што веројатно и Стил Вузи нема многу истражувано за него, пошто Добро. не имаше до пред некој време ништо за него, ама да и ја него. Имаш пробувано со лайв лупинг да направиш нешто или ги свети како ансамбл онака како Немам пробано со. А као мислиш со лупер или? Не, на твојот до, на Cubase, Аха. со лайв лупинг да пробаш као, окей, правам битот, седи, окей, ќе направам синт овдека. Да, бе, да, па седи, така правам. Така правиш? Пошто некои луѓе прават буквално онака, на пример на Ableton има опција или лайв лупинг да правиш директива или као actual до да си компонираш нешто. И многу луѓе кога вика дека за компонирање песни да добиеш инспирација, барем идеја е дека е многу добро со лайв лупинг да почнеш. Да бе, па јас така правам, на пример, или имам идеја, мелодија, нешто, или не знам, тапани, или клавир, и почнувам со нешто и после врз тоа само свирам 300.000 работи, многу траки правам и на крај само бирам делчиња што ми се свиѓаат. Не знам, на пример 4 акорди има и врз тоа свирам милион работи и после тоа само го вадиш и додаваш работи. И плюс пошто јас сум поп, има одредена нели форма како строфа рефрен, Освари ти мост, да, рефрен. самиот луп го правиш И само поширок да биде. буквално онака. да, само копирам се и после бришам работи. Најчесто тоа го правам. Од многу работи одсвирени само бришам. И тоа е многу интересно пошто некогаш и спонтано, на пример, не знам, имам во еден дел кикови, хай-хетс, снерови, бас и клавир и во следниот момент, не знам, оставам само клавир и кик и после враќам се и добар ефект се прави. Тоа е кул. Не, затоа и прашав као, пошто не знам, тоа виндоуот на лупот е многу битен, пошто ја да. користам по 15-30 секунди, кога ќе направам нешто 15-30 секунди звучи супер и онака седам со што сега? Што е следно? Тоа е најтешко, Да, пошто што е следно? Да, Кога ми се епа, свиѓа, ама што друго да правам, кога нема 30 секунди песна да пуштам, Да. кога нема смисла. И затоа баш тоа со Драги вчера го зборевме дека мене ми е многу тешко ќе почнам една песна и баш како што викаш, како еден дел од песната ќе имам и сум како што сега. И ќе почнам нов проект на Cubase. Па и нов се проект, па нов и не И се после ќе враќаш на се вратам старото. на тој и го мислам со саати и сум како не можам да смислам ве дел. Да, се дешава. Да, тоа. затоа ми беше тоа за лупинг секцијата, пошто како супер е за инспирација да добиеш да почнеш нешто, ама после што Ај правиш? сега бедел напред. За да ти имам тебе. Па тоа е тоа втората глава што ти треба. Да.
Пошто ќе направам некоја како луп секција и ќе дојде на гости и он ќе пиеме пивце нешто и му викам еј слушај го ова, кога пуштам и викам шо би стел тука. Кажувај, те молам кажувај, ја немам појма, не знам што да правам следно И страф. затоа ми е. треба да отспие, као процес, и затоа ја се нервирам сега, например, ја извадив EP во септември, извадив песна со Дуке Бојаджиев во декември и веќе во февруари, луѓе се као, Дина, кога следна песна? И сум као, луѓе, чекајте малку, Чекајте треба да малку, се да. спие. Да, буквално сега поминати се 4 месеци од како извадив последна песна и ја уште работам на 2 песни кои што уште ги менјам. Као треба да отспие, треба, значи така функционира музиката. Као утре може друга идеја ќе добиеш. И исто е така многу смешно, например, нешто ќе почнеш ќе правиш, ќе брейнстормаш и ти е многу јако и другиот ден го слушаш и си као What the fuck? Да, што е, ова? бриши. Иначе кога мислам дека ќе се расплакав, не знам да ти го кажа да. Кога снимив една многу убава секција 30 секунди, паднав у несвест колку добро ми звучи, се израдував и ја им експортирав, и ја ставив на телефон и онака ја пуштам на тросет со Нено со цимерот, ја пуштам и кажам еј, мора да чуеш. Онака си викаш трастиш со себе си. Да, дека ја се радував на слушалки, звучи прекрасно и на телефон кој ја пуштив. Ова е срања, дека вика и само синтоте? Да, има нешто друго? Викам, брат, има и баси и гитара. Кај е гитарата? Не, па така не се деси со джемање, кога джемавме со другари, кога меѓу првите 2-3 пати се соравме да свириме нешто демек. И знаеш, влагаш у ритам и свиревме 2-3 сати сигурно, ајде да снимиме нешто од тоа што го имаме свирено. И после сите идеме не. по дома и покажуваме на луѓе и мене и покажувам на девојка ми дома и сум као еј, слушај го, у тој момент звучише топ. И го пушташ од телефон и си као Шо е ова? бр. Ај заеби, не правиме бенд, не свириме. Да, сега се откажеш. Ама затоа имам чуено кога некој ја изрека, као шо и да направиш песна, шо и да снимиш, пушти ја у кола. А, да, ја Пушти у така кола. си ги тестирам. Да, тестирај си у кола, пошто ако у кола звучи лошо. Врати се назад, те молам. А тој, не знам дали е тоа дел од као actual producing или е повеќе за мастеринг. Тоа сега да мислат, колата? као дали, за дали ќе звучи добро у кола, на телефон, на лаптоп, слично на различни као хардвер. Аха. Дали е до мастерингот или е до Не, јас мислам сум дека дудук? мастеринг е да тоа да звучи исто сегде. Да. Ама најчесто ќе звучи добро сегде. Као мастерингот не прави некоја голема разлика. И сега тука некој коментар, како не прави мастеринг? Што ти рате? Кога ќе симнеш ниски и високи не ме Некој редитор не бира да пушта Да. цел реферат. Не, драги тука да пишува, шо? Не, и тоа ми се свија многу кај Драги, пошто, например, кога почнавме прв пат да правиме музика, нели многу е хаотично, не знаеш од кај да почнеш песна да, Да, правиш. да. Си као чекај, ај ќе ставам тапани, чекај, а усвари ти ја немаш главната мелодија што треба да води, ама ти више си направил као си стайл сите детали, не знам, реврснати гитари, си стайл све, ама мелодијата ја немаш и све тоа. И тоа беше многу јако нешто што го научив од него, беше као дај за мојава музика. Ај прво да го имаме текстот и мелодијата и акордите, како без ништо да имаме песна. Да. Као во живо да ја отсвириме и тоа е многу добар пристап, да почнеш од живото, да ти звучи убаво само така, а после ти продукциски можеш што сакаш да му ставиш, ако само така е добро, после ќе биде Тоа ќе те прашувам ствари, као дали ти почнеш со текст или со инструменталниот дел повеќе, ама ја. Е па така, текста да е- биде како живо во вака, да се лебди во воздухот и да биде добро, после тоа продукцијски можеш што сакаш да правиш, да имаш мелодија некаква, да имаш нешто што ќе ти и обично така јас одлучувам која песна ќе оди, која не. Ако ми се врти у глава после некое време, значи тоа е тоа. Ако не, бирај нова песна. Да. Тој ти си ги памтиш после снимање? Ја искрено кога така ќе снимам нешто Не, кога не ќе си ги слушам- памтам, ама некогаш ако памтам, значи сум као добро. Тоа навистина добро, тоа супер испаднало. Пошто имам и ја моменти кога ќе снимам нешто и онака ќе слушам 3 сата на луп цело време. И со ќе се разбудам и викам, што снимав вчера? И тоа е многу јако кога ти е свежо. Да, ама Пошто после ако го преслушаш, па Ау, ми ти се нема да повраќа знаеш после, што да, е
И баш и тоа го зборевме со Драги како дека за тој момент микс и мастер многу зафркнато да си правиш сам на себе микс и мастер, пошто ти веќе ја имаш преслушано дека си ја имаш дека правил. замисла за како ќе звучи, Да. веќе дека добро звучи. И после више ти се здосадила или немаш више осет за да правиш микс и мастер. И затоа е убаво друг човек тоа да го прави, пошто Ќе му пишам на Драги летово. Нека се и пита да нека мастер да направи. Дали од денешно време со тоа со Spotify, со YouTube и со компресија и со све тоа и луѓе што пуштат на телефон буквално, дали е толку битно на крај на денот. Кога нема на пример плочи порано, знаеш, плочако, нели сите ја преизат кон вау, аудио. Врвот е ова. Да, ова е врвот на аудиото као не знам што. Ама сега знаеш све е дигитално и сега дали прави толку разлика и дали е толку битно усвари. Знаеш што е тактиката овдека? Знаеш што е тајната? Иди го имиджа дека ти е докшет звукот. Да, кога намерно лоша звучи. Така, еј брато, зошто ти звучи трака? Да, тоа е поентата. Као јас сум Ти лоу-фај не ме артист. сваќаш. тоа е Сваќаш тоа ме. нискобуџетно, брат. Ниско Тоа е буџетно, мојот да, стил. да. Ка снимав монитори на микрофон на касета. Ја на касета го ставив ова и после го пребацив пак на дигитално, као После Тоа со е јакото телефонот во да ова снимам. време, што за Можеш све било да што правиш, можеш да. оправдување да си Ја кога сватив дека ми е докшет звукот, бев као, окей, јас сум лоу-фај. Јас ја останам на лоу-фај, као така Exactly. тој е стил што ќе го фурам, што не ме бива. Тоа, на крајот од денот е баш, како што кажа ти, не е ни толку битно. Поише тоа што ќе го слушнеш, што е, отколку... Друго во свет треба само да го направи да биде на повисоко ниво, ама пак е за во живо да се прави поентата. Да, не за џабе ми изрека ако ти е лоша музиката, џабе што ќе правиш. Да, као, бе, да, џабе џабе ти мастеринг, џабе мачка ова, и све, ама џабе ти You е. can polish a turd. Да. Тоа е. Да. Нешто за албумиве пак да подсетам. Кај има, не знам, например, имаш некои омилени песни од некои од театрите што не ги прати. Да. Пример од Порто или од Хейли, некој што Од ти Порто скока Морто тоа. Фата Моргана. Fata Morgana. Да, тоа беше првата песна што ја чув и као те носи на 6 места различни на крај и си као што се деси. Да. И вика на путу за нигде. Ја си направив цел список. Не ми е За чекам милени их, мислам дека и време за чилање ми се свигаш. Од тој албум. Чекам их Фата Моргана и врати се на парти. А за Хейли очигледно сум имал многу фейврет песни, сега приметувам. Као what the fuck? Sudden Desire, My Friend, Roses, Lotus, Violet, Iris, Why We Ever, Pure Love и Taken. Што се ствари као пола од албумот. Да, и јас као сите тие ги имам утепано од слушање. Првата половина на Хейли албумот беше по-пасивен, по-повлечен и втора половина трга на нешто фанки, малце, Да, влагано. 80s Не знам дали е пошто ти ми кажа дека е така или сварно мислам дека е така. Пошто Ти вметнав ја, знаеш. да, subliminal message, фанк век. Првата половина да е по стишено све, мислам дека на момент, али пошто е поделено на 3 усвари. Кој иде 1-5, па пак 1-5, 1-5 и па 1-5. пак 1-5, Ја. не знам заш. Па Triple EP, LP. Да, бе, да нешто тако. И спотовите, не знам дали сте ги гледале, као првите 3 песни што излегоа се 3 ли бе или 2, поименам. Бе како концептуално беше скроз, као има во истата куќа е као цела истите прича се- елементи ги користи, да, и визуелно беше многу добро. Ја ретко гледам спотови, ама ова ептен беше као многу добро. И мислам дека има смисла и зошто и стилски се така, пошто почнува со буквално првиот збор што го кажува, со првата песна што извади се вика Simmer, вика Rage. Почнува од Rage, како беше? Гнев. Гнев, гнев. да. Почнува од таму, почнува од и simmer down е како нели парејата кога треба да се вакво да се смири. И почнува од таму, од понегативни чувства. Иде на многу по-весело, многу Да, и по-енергетично. после иде кога се соочува со работите што се дешаваат и после вика јас кидам и ќе процветам. И вика petals for armor, како листови што ќе ме заштити. Да, како И
И баш и така расте во албумот, као на крај процветува од се што си има десено. И мислам дека многу поише онака нејзината приказна ми имаше допрено, отколку и музиката е преквалитетна и све тоа. И што ми беше мабето? Да, баш така и концептуално и визуелно е се добро покриено и извади неколку лирик видеа кои што се такви нискобуџетни со нејзе како ја снима во студио, како е и многу е тоа така приземјено. Интимното е многу убаво. Интимно снимање како Да. на некој настап, на некоја песна што ја најавуваш, тазе, тоа што ти покажа во King Cruel за мене лайв. Колку е прекрасно. Тоа многу е као тебе те поврзува со Ја. артистот. И што друго? Многу е искрена и баш во едно интервју кажува колку си по наивна, дека нели општо луѓе се као чекај, па не ќам да се соголам пред други, не сакам да се соголам психички, духовно, од тој аспект мислев. Као да си ги кажам моите слаби страни, да ги покажам. И вика баш како колку поише споделувам, толку поише луѓето сакаат да ме заштитат. И тоа е многу убаво, пошто се поврзуваш со луѓе и сваќаш дека многу луѓе исто се чувствуваат и некако си помагаме со сочувство едни со други. И тоа многу мене ме инспирираше и ме мотивираше да вадам ствари, пошто добивам фидбек за работи што сум ги пишувала кога сум била на Кајптен доле и многу кога секој ден сум плачала и ужасно сум се осеќала и сум ги направила за да и за мене себе си да си помогнам и ги вадам и се ми стигнуваат пораки од луѓе кај што плачат додека ја слушаат бои и ги допрела на некаков начин. И Како реагираш на тоа? Како реагираш, мислам, кога добиеш порака од некој што рекол, ја плачев на твоја песна? Значи, многу ми е баш така, леле, мило ми е што те расплакав. Да, е така. Расплакувам. Така, немаш поима, бе, се распаднав емотивно си као, thank you, прекрасно. Сакам да го постигнам. Ама не, нели е тоа поентата, како што мене Хейли ме има допрено и да осетам работи што она поминувала низ нив, а ја не сум поминала, ама ги почувствував. Благо, фала ти. И сега јас тоа сум го направила за некој. Yes. Тоа, мислам дека тоа е идеално за музичар, пошто си допрел до некој. И тоа секогаш го викам, не ми е толку битен квантитетот на луѓе до кои што ќе допрам, колку што ми се битни луѓето што ќе ги допрам. И тоа е, мислам, целта е исполнета. Кога 5 луѓе сум допрела самата музика, толку. Као тоа ми е целта. Не чуем момент, ама за интерпретација на твојата лирика. Кој е твојот став? Као некој, како да кажам, има некои артисти кај што чиста порака имаат пренесено со лириката за нивниот личен живот и за нивното искуство. Има некои артисти што секако ќе направам нешто поопшто, поамбигиозно, кај што може секој да се пронајде во тоа. Па јас сум нешто измеѓу. Веројатно и тежнам поише кон тоа општо, кај што може да се интерпретира на различни начини. И многу интересно дека нема толку македонски песни и мислам дека на македонски јазик кога ќе направиш нешто, се звучи на ново нешто. Пошто англиски, например, било што да пробаш да напишеш, е веќе напишано. Да, веќе напишано, веќе е пробано, веќе преслушано. пее. Ама македонски, пошто немаме, особено во стилот во кој што ја нели се развивам и се, многу од работите што ќе ги направам секако прв пат. Не се прв пат направени, ама не се многу слушнати. Ретко се испробувани. Да, и плюс дека ми е мајчин јазик, многу подобро можам да се изразам, пошто да, нема премногу луѓе да ме разберат, ќе ме разберат луѓе од Македонија, ќе ме разберат можеби од околниве балкански земји, што се сватив дека и не разбираат толку. Ама тоа ми е сега мајчин многу Тоа ме чудно. зачуди, со Срби да, ме и мене ме највеќе. зачуди, и мене ме зачуди, ама вистина. Имам правено моабет со, не знам, со Србинка прошла година, нешто така, и кој свативме дека сме, јас сум македонец, она е Србинка, и ја почнав на македонски да изборам, као викам, ќе ме разбереш. Да, као ја тебе Пишува? што да разберам. Да, ми пише, ми вика, извини, ама ако дај може на англиски да збориме, пошто не те сваќам.
Брат, абе лажат бе. Ака се викам, Абе лажат. како кој јад на српски свет те разбирам, Абе ти се мене не ме разбираш. прават. Се прават дека не разбирам. Да, лажат. Не зажалам. Ни пиша иначе што шернати Југо Блеја или нешто што имаат као на Инстаграм демек промоција на балкански музичари и света. И ни викаат, фала што не шернав некој пост и учиме македонски за да ви го слушаме подкастот. Фала све топ, али Ама зашто учиш да учиш? македонски, Да, не да, треба. да. Океј, не, според мене. Да, не, али, има зошто, затоа што ние сме пораснати со повеќе српска музика и српски Па филмови. да. А они, например, не се. И затоа многу ми е мило што имаме сега поише артисти што прават македонска музика и што во Србија сега буквално бев номинирана за за music видео? видео, Ја. да. И еве и од Југо Блеја што ме ставаат во плейлисти и се. И како например и таму се и Funk Shui, и Дупер, и Зибомб, и Матеј Фолдс. И многу ми е мило, пошто има луѓе од Србија што можат да слушаат македонска музика и преку тоа да учат. Као, тоа е преубаво. И треба да твориме поише македонски, као мајчин јазик ти е, не можеш на друг јазик подобро да се изразиш. И баш јас го гледам, мислам, сигурно ќе правам некој пати на англиски музика, пошто нели можат да ме разберат поише луѓе и да стигнам до повеќе луѓе. Ама тоа што ме праша за лириката, јас најдобро можам да се изразам на мојот јазик и плюс од мала многу сум сакала да пишувам песни или состави, есеи и такви работи. Као на тој начин преку пишување се изразувам најубаво. Кој ти е врвот на македонска музика? Мислам на лирика. Одма ќе ти го испуцам. Бранко Фолтин. Да. Очека од Фолтин? Да, Бранко. Има една песна, Бранко како пијан слави, како свој проект, Штета. Не знам дали имате чуена. Ќе ја пратам, таа ми е омилена песна од него. И имав направено пред 2-3 години кавер на таа песна, ја ставив на Инстаграм и многу луѓе мислеа дека е моја. И така, не луѓе, не е моја, на Бранко е. И он ми имаше искоментирано тогаш, Дина, твоја е. И таа ми е како, мислам дека number one текст македонски што го имам слушнато. И тогаш он ме откри дека постојам и многу се почитувам, и многу ми е мило што добивам поддршка од него, као ме следи се што правам. И дури направивме една песна заедно што ќе ја извадам за некое време. Ексклузиви. Многу ексклузиви некако подкаст. И онака може да иде во исечоците на почеток, ти дека тизер мизер, не. Не. И што ми беше муабетот. Да, многу ми е мило што добив поддршка еве од Дуке Бојаджиев. Он дојде лани, уствари на тој концерт преска што ви го зборев на Синедејс кај што врнеше. Он дошол, ја не знаев дека е таму. И ме контактираше и бевме у студио одма и ја направивме убав ден што е последната песна од мене. И као мило ми е што вака многу се поддржуваме. Еве и со Funk Shui као ептен сме. Треба да има поддршка меѓу сите нас, особено што сме малку луѓе и убаво е да и сите се знаеме меѓу себе и убаво е да се поддржуваме и тоа од Југо Блеја постот што вие го шернавте, баш нели тоа го пишува твој рачун, ако правиш музика, што треба да правиш, да идеш на настани кај други луѓе, да им слушаш музика, да ги промовираш, да ги хајпаш. Да. И исто, значи ако правиш музика и општо како слушател дека треба да се поддржуваме. Да, баш. Што дека последниве години тоа почака и нас поеќе. Као Да. хајпани, поддршка, Да. артист. Па не помеѓу имаше артист. нешто свежа македонска музика со години. И се затоа ми е многу мило што има бран на млади луѓе што прават музика Пошто, и меѓу, као да речем од 2012, 13, од 2019, 20, немаше нешто ново. Имаше Барем алтернативна да, музика, нешто алтернативна поише не некоја онака мейнстрим, ама и туку по така популарни со поише Да. views. Сум сега ти имаш колку кучки му се јадат и дека беше. Да, тоа секогаш ќе постои. тоа е класика песна. Класика, нека. Многу кучки му се јадат, стучки се дешават, дават, прават се што сакам, пичките ги. А многу ми е јак луѓе и ој како се каже, Бон Праскиза. Бомбаскиза. Има еден албум Тоа што сакам Добро. и Тоа што сакам тоа ќе прам на песната. И шеска и шо му е со шеска. Да.
И например тоа ми е, мислам дека тоа ми е мото у моментов, тоа што сакам тоа ќе правам. И стварно е као тоа што сакам тоа ќе правам, брат. Хаслам Козаев. Не, пест. Тоа што спомна за овие Music Awards, за видеото што си номинирана за поп. Да, имаше пресконференција у Котур и ме поканија од Музик ТВ и ја не знаев дека сум номинирана. Поп. Не беше преска спомна дека немаш некоја размислувано за визуелниот дел на песните и одеднаш кој имаш спот на песнава и си... Не дека не сум размислувала, ама и тоа за повеќето од моите спотови као мои се концептите и идеите и сум се трудела за нив, ама пак секогаш може да иде боле и секогаш боле и боле. И кога сега размислам како може да биде уште подобро. Да. Од тој аспект го мислев. Да, Пошто Порто Морто, пошто беше у контекст на Порто Морто, дека они се на пример екстремни, као идат со куки на глави. Да. Као... Нема спотови кај нас секад ми биле некако општо на Балканот. Мислам дека има многу интересни спотови. Пошто таму стварно ми е тоа кој искочи, мислам дека лани прв пат или не знам дали е прв пат, али кој искочи лани 2020 тие Music Awards, буквално седев и по секоја категорија, ајде се ова. И нема многу кул концепти и све изведено и све тоа. И годинава има поише наши например, фанк шуи се, не знам, мислам дека на 5 вакви се номинирани. Да, 5 различни категории, да, Со Дупер невреме, ги има, што е Фолтинг ги има гениално, исто. И Зибом. И Зибом, да. И тоа многу убаво, пошто и едни со други се мотивираме. И гледаш дека еден направил нешто и си као, леле супер, ајде ја ќе направам нешто. И као, ајде ќе се поддржиме. Еј, супер, ајде. И као, така функционира тоа, не може никој сам да функционира едноставно. Може да пробаш, ама не Да. не е И особено често сега дека што искаш. бев у Белград, као запознав доста луѓе што се слични како мене, што таму го прават тоа. И викам, леле, супер. И, например, имаше, лани бев номинирана за Милан Младеновиќ, како има во негова чест, нели, Милан Младеновиќ од ДКВ, како секоја година во септември на неговиот роден ден се одржува, како доделуваат награда на некој артист од Балканов. И ја бев со Бој номинирана и второ место бев. И беше многу јако, пошто таму се запознав со многу луѓе и многу луѓе дозна. Имаше како цедиња делеа со компилација и фанк шуи беа со невреме номинирани. И јако е, пошто таму ме препознаа луѓе и од таму нешто као запознав луѓе. И сега, например, бев втор пат у Белград за да настапам прв пат. И така се гради тоа, знаеш, полека и пошто многу македонски артисти се као леле што ќе правам, ништо, а буквално прави тоа нешто може ќе ти донесе, нешто што не очекуваш. Да. Така да тоа е мојата порака. Секој ден е убав, само ако ти си секој ден е убав, само... Дино, фала што дојде. Се надевам Фала за убаво си поканата. појде наша дружба. И вие сте прекрасни, баш беше Ќе се видиме у Котур сигурно. или во парк. Нели Или во парк. да пијачка на частен за младот. Да, кога ги доста спомневме. реклама. Преку езерото. Доста реклама. Нота спонсор. Ке ме видиш, ке се карам пред шанк. Дали знаеш кои сме? Колку пати да спомнав на епизода. Дај ми и виски сауър да ти имам. Парк Шема, сезона 2. Па. Се гледаме и слушаме. Во ново Направи ова.